Многу сум ви благодарен што сте тука. Ова е наш прв настан. Ја представуваме нашата невладина организација, што се вика Балкански центар за конструктивни политики Солуција. Една од нашите амбиции е да ја поврземе експертизата на граѓанскиот сектор со силата на граѓаните. И токму во тој контекст е и една од нашите први иницијативи, која што е поддржана од European Endowment for Democracy, една мобилизација на сите здрави ткива, на сите острови на интегритет низ нашето општество, во институциите и вон институциите, сите докажани невладени организации, сите формални и неформални групи на граѓани, сите граѓани и борци кои што си имаат своји каузи, некогаш локални, некогаш на централно ниво, меѓутоа сите заедно не здружува сонот за здрава, функционална, средена држава. Меѓу другото, иако е ова за мене еден радосен момент, и малку сум поделен меѓу тоа што ќе го зборувам и како се чувствувам, исто така мислиме дека е голема дилема дали некогаш нашата Македонија била во полоша ситуација. Имаме образование кое што е на самото европско дно. Под нас на континентот се нашите соседи во Косово и Грузија. Имаме здравство што делумно лечи, делумно убива граѓани. Имаме судство што има доверба некаде 3-4%, кое што повеќе обезбедува застарување на криминалот, отколку одговорност и правда, а и овие 3-4% можеби можат и да одат и подолу по оној срам што се случи вчера во судскиот совет. Имаме некаде 1/10 од активностите во стратегијата за борба против корупција, која што е направена, ама затоа имаме 52% поставени директори кои што се ВД директори, односно директори за кои што немало потреба да се има конкурс и да се провере дали се квалификувани. За жал, во 2017 ја сменивме власта, ама системот не. Клучната причина, според мене, за оваа тешка ситуација е партизацијата. И природно е кога главен критериум е послушност кон партија, а не способност и знаење, да имаме покрај партизацијата и некадарност и неодговорност. Нашата республика, јавното добро, е под нозете на партискиот и на приватниот интерес. И многу, за жал, од директорите на школите, од директорите на болниците, од јавните обвинители, од судиите, од инспекторите, од учителките, од докторите, премногу зависат од партиите и им се чувствуваат должни. Тоа прави ерозија на системот. Ова ќе биде еден од ретките моменти да зборувам толку многу за тоа што не чини. Бидејќи мислам, гледајќи ги анкетите, дека на граѓанството му е сосема јасно, убеден сум дека можеби сите вие што сте денес со нас во оваа сала, исто така ви е јасно за тоа што не чини. За диагнозата. Затоа мислам дека, бидејќи не гледам надеж таму, бидејќи партиите, ваквите партии, нема одеднаш да речат мислам дека претеравме, ај од денес ќе бидеме малку подобри. Партиите мора да бидат натерани да бидат подобри. И надеж гледам во граѓанството кое што мора да биде гласно,
мора да стане сила, за да нема вака бришен простор за едно партиско самоволие во државата. Јас морам да признам, ги видав и одблиску. И мислам дека ако нема граѓански притисок, веројатно не можеме да очекуваме дека нешто ќе ни тргне кон подобро. За жал, партиите, тие што функционираат како дуќани, еве ви работни места, дајте ни гласови, се абсолвирана тема. И затоа мислам дека наместо занимавање со нив, наместо занимавање со меѓуседните тепачки, па и нападите кон нас, оти колку ќе бидеме погласни, толку ќе има и повеќе напади, нас не треба фокус врз решенија. Ако е ова проблемот, ајде да видиме какви се решенијата да си го решиме проблемот. Мислам дека ни треба една дебела, јасна линија каде завршува државата, каде почнува партијата. Мислам дека ни треба нов општествен договор за школството и здравството и администрацијата да не зависат од тоа кој ќе победи на избори. Не па комуналното предпријатие за тоа да зависи од тоа кој ќе победи на избори. Оваа битка е наша битка. Нашите пријатели, некои од нив се тука, ќе ни помогнат, ќе ни дадат совети, ќе ни дадат знаење, ќе ни искритикуваат, ќе подадат рака, ама нема да ни ја завршат работата, оваа битка е наша битка. И мислам дека е крајно време да го направиме тој скок во квалитет и да кажеме, очигледно вака веќе не може. Се крена некаква врева во јавноста околу мотивите за овој настан. И тука ќе се дозвола малку да бидам подиректен и поличен. Таа врева реално е комплимент и прави една голема одговорност. Оти растат очекувања. И тие очекувања треба да се пресретнат. Реков ќе бидам личен, има некои велат се враќам во политиката вака преку оваа невладина, преку think tank-от или можеби преку оваа граѓанска иницијатива за мобилизација. Морам да кажам дека јас сум тука цело време. Моето разбирање за политиката не се само партиите, нити се само избори. За мене политика е сето тоа што го правиме сите ние во својата област секој ден и сите ние заедно во општото секој ден. И со функција и без, и дома и надвор, секогаш сум се бавел и сум бил присутен и во политичкиот и во општествениот живот. Политиката не се само партиите. Сметам и чувствувам една голема должност да бидам дел од иницијативата која што ќе создаде една граѓанска платформа, која што ќе турка кон мерит и кон професионализам, затоа што мислам дека смееме да се дрзнеме да замислиме дека кадрни луѓе можат да бидат на важни позиции и да не мора да имаат поддршка партиска. И ако некој менаџер на јавна компанија добро си ја врши работата, па зошто тогаш да го менуваме кога ќе има промена на власта? Само така ќе излеземе од овој круг вечен. Еден победува, сите се менуваат, друг победува, сите се менуваат, не носи кадарност и носи неодговорност. Ние како одговорни граѓани не се бориме за дел од политичкиот колач, туку да го намалиме политичкиот колач. И целта е не функции, туку системски и коренити промени на системот, на начинот како се сваќа политиката и политичкиот ангажман. Ќе се бориме за мали победи, ќе се дрзнеме да се бориме и за големи победи, за победите на кадарните и ќе им направиме ѓаволски тешко на старата политика и на партиите разбрани како дуќани да продолжат да го парчасуваат заедничкото наше, што се вика општо добро. Ќе привршам, иако малку сум подолго од што планирав, ама
имам важна поента. Велат, ние сме биле малцинство. Тие што сакаме ред, средена држава и здрави институции, закон и правда. Тие што замислуваме независен суд, што дели правда на секаде и за секого, и школи и болници раководени од кадрни луѓе. Тие што веруваме дека младите треба и може да имаат еднакви шанси за среќа и за кариера. Епа, ајде да видиме колку сме. Не знаеме дали сме малку. Велат, не бивало, од нас не бидува држава. Никојаш нема да излеземе од овој лош расипан круг. Ама исто во граѓанство, истиот народ, кога работи и твори во демократија каде што има ред и правила и каде што се вреднува знаење, способности и искуство, успева. Еве, утрово имав едно убаво кафе со Мајк Зафировски. Светски лидер, исклучително успешен, наш. Дали ќе беше таков да беше тука? Не знам. Значи, неќе да е до народот и неќе да е до граѓанството. Не сме ние ништо помалку способни од било кој друг народ. Проблемот е во системот кој што е антисистем. Зошто го викам антисистем? И не можем да не ја спомнам Ленче Ристовска, која што е речиси последниот интегритет што остана од надежта наречена специјално јавно обвинителство. Што потоа се претвори во еден вид, за жал, трагична, ама и гротеска. Целата таа приказна. И сега Ленче се дрзнала јавно да каже дека имаме проблем во Советот за јавни обвинители, кој што тргува со влијание. Станал на некој начин наместо гарант на таа важна професија за правда, еден вид посредник меѓу политичкиот интерес и јавниот интерес да има одговорност за бели и за прекршување на закон. И сега ние, зборувам за граѓанска сила, сама ќе оставиме Ленче? Денес имаше најави за етичкиот совет на јавните обвинители. Или ќе грмнеме и ќе викнеме и ќе кажеме, луѓе, во неја гледаме надеж. Во тој што има храброст од позиција на обвинител да каже, ова не оди, имаме проблем. А не во тие што молчат кога е очигледно дека имаме проблем. Затоа нас не треба граѓанска сила, за вака да си ги чуваме островите на интегритет во нашата држава. Ајде да видиме колкумина се слободоумни и храбри, професионалци, тие што почитуваат закон и што плаќаат данок, бидејќи тие се надежта. Државата мора пред се да им служи на граѓаните што плаќаат данок и што го почитуваат законот, а не големите дебати да бидат како ќе ги легализираме дивоградбите. Бидејќи дивоградбите се на тие граѓани кои што го прекршиле законот, бидејќи немале дозволи за градба и не платиле комуналии, да спомнам еве еден пример и илустрација. Затоа ние мора да притиснеме, заедно да ги туркаме партиите за да бидат подобри и да бидат таму каде што им е местото, да создаваат политики, а не да го запоседнат системот во мера во која што го прави практично нефункционален. Да предлагаме решенија, например, донесување на законот за висока раководна служба со што е поширок опфат и да им го извадиме низ нос додека не видиме дека тој закон е донесен. Да им направиме политички скапо да продолжат да прават глупости. Време е, денес е роден ден на еден голем човек, нашиот великан Горан Стефановски, и тој, ќе искористам цитат од него и ќе завршам со тоа, време е за востание на визија, волја и ум, ако сакаме да не биде. Благодарам.